Продолжуваме со утринската програма на Телма, следува рубриката Да си кажеме. Утрово ќе зборуваме за една многу актуелна тема, а тоа е енергетската криза која е на повидок, односно на прагот сме на најголемата енергетска криза во последните децении и на неколку месеци до стартот на новата грејна сезона. Меѓутоа, надлежните во Македонија се однесуваат како да не се случува ништо драматично на ова поле. Гостин во студиото на Телма е Димитар Кочовски од Македонската енергетска асоциација. Господине Кочовски, добро утро, добро дојдовте во Телма. Добро утро, благодарам што ме поканивте. Во најавата кажав дека сме на прагот на една од најголемите енергетски кризи во новиот век. Дали имате впечаток, дали го споделувате мојот впечаток дека надлежните во Македонија се недоволно фокусирани на овој проблем и дека на некој начин се однесуваме како штурецот во басната со мравките? Да, во ова енергетска криза ние влеговме уште минатата година, но таа само добива на интензитет. Значи, надежите дека со завршетокот на грејната сезона дека може работите ќе се стабилизираат не се оправда. И да, во овој летен период има одредено дефокусирање од овој проблем, меѓутоа согласно тоа што во моментов енергетската криза дури е посилна од тоа што беше во минатата зима, очигледно е дека треба да се врати приоритетот со максимален фокус на решавање на последиците од оваа криза и превземање превентивни мерки, бидејќи таа уште повеќе ќе се засилува во зимскиот период. Денеска е 20 јули. Да. За 10 дена ќе почнат оние колективни одмори во кои најголемиот дел од институциите, односно вработените во институциите ги користат годишните одмори. Има ли реално доволно време да се подготвиме пред стартот на грејната сезона која почнува на 15 октомври, бидејќи досега не се преземени мерки налик на она што се случуваше во соседството, например, во Златибор Србите организира огромен економски самит во кој сите надлежни институции разговара, ги анализира со какви капацитети и со колку стока располагаат. Германија, например, многу покрајни и сојузни држави ги запреа работата во локалните базени, градат заеднички живеалишта за ранливите категории во кои ќе има грејење за сите. Во Македонија ништо до сега не се случува практично. Има ли доволно време до стартот на грејната сезона? Има време, меѓутоа секој изгубен ден да е загубено време. Проблемот е огромен, само да илустрирам дека ако ние прошлата зима ни беше, да речам, драматично зголемувањето на електрична енергија до некој ниво од 200-250 евра и гасот до 100 евра по мегават сат, сега тоа е двојно зголемено во летниот период кога потрошувачката е помала. Значи може само, никој не може да каже каде е плафонот на кризата. Заради тоа, стварно ситуацијата е драматична и треба да се превземаат мерки на време. Има некои веќе чекори кои што се превземени и преку ниво на ЕСМ, да речеме, почнува да набавува јаглен, мазут. Исто така е донесено нешто и на потрошувачката страна, прифатен е модел на степенасто наплаќање на тарифите со цел штедење на електрична енергија, меѓутоа тоа не е доволно. Треба дополнителни мерки, односно треба да се во моментов кога се уште е периодот полабав, да речеме, да ги вклучиме сите ресурси, вклучувајќи ги државните, бидејќи компаниите сами за себе не може тоа да го направат, да се набавува максимум енергенти и гориво, односно да спремаме залихи за зимата. Да, во таа смисла Македонската енергетска асоциација одржа состанок и на кој произлегува повеќе заклучоци во форма на барања кои ги испорачавте до владата и до надлежните институции. Кои се приоритети според вас во Македонската енергетска асоциација? Да, ние предложивме, донесовме заклучоци, конкретни мерки кои што, да речам, се физибилни, се остварливи во краток рок и кои треба да се превземат веднаш. 5 групи мерки предложивме и тоа генерално се заснуваат на зголемување на производството и набавување на енергенти за зимскиот период, потоа менување на обезбедување на солидарност со регионот, да се спречи затварање на границите и на енергетските текови, односно максимално отварање на сите енергетски текови со соседите, бидејќи тоа е обврска на сите соседи и наша од енергетската заедница, значи принципот за солидарност и помош и делење и незатварање на пазарите. Потоа во делот на
регулативата да се обезбеди значи поголемо вклучување на обновливите извори, значи да се олеснат некои процедури во делот на градежните дозволи за да можат малите компании па и средните компании кои имаат погони и така натаму да поинтензивно да вклучуваат фотоволтаици, кој што е нели единствениот извор кој што е нас сопствен ресурс, да речеме, за производство на енергија, и да се обезбеди рамноправност, односно рамноправно користење на ресурсите на државата во помош на компаниите и домакинствата, односно да се донесат мерки кои што не само ќе помагаат 100% на домакинствата, стопанството само да носи кризата, туку да се направи некоја рамнотежа, односно и дели од мерките да почувствува олеснување и стопанството и мерки во областа на да се спречи злоупотребата на користењето на повластените тарифи, односно повластувањето во снабдувањето со цени со електрична енергија меѓу потрошувачите. Тоа е во основа тие 5 групи. Да. Во првата ги спомнавте да се овозможат да се набават навреме енергенси за да се зголеми домашното производство на струја. Колку е тоа возможно и што треба конкретно да се преземе со оглед на тоа што ги знаеме ограничените потенцијали на рек Битола, бидејќи минатата година имаше испади во еден од блоковите. Знаевме дека ТЕЦ Неготино беше долго време надвор од употреба. Како стоиме на тој план? Што треба да се направи конкретно? Возможно е, меѓутоа кога купувате енергенци поготово по вакви цени на долг период, значи да купите за цела грејна сезона, за 6 месеци, долги договори на крупни количини, обично компаниите немаат ресурси да ги издржат финансиски тие договори, затоа што се остават големи банкарски гаранции кои што ниедна компанија засебно не може да го издржи и затоа тука е потребна помош на државата. ЕСМ, иако е државна компанија, сама за себе не може според мене да обезбеди набавка на мазут за цела грејна сезона, на една за ТЕЦ Неготино или на јаглен и така натаму. И тука треба максимално можно со гаранции, со финансиска помош да се вклучи државата, затоа што сега е периодот кога се уште е ликвиден пазарот, значи може да се купи мазут, го има. За среќа нафтата е единствениот енергенс, да речеме, у последните 6 месеци што горе-доле е стабилен, значи меѓутоа тоа може да се смени преку ноќ, може и таа да отиде нагоре. И сега е периодот каде што треба да се купува мазут и е добро што, да речеме, производната цена на Неготино од мазутот по денешните цени е двојно помала од пазарната. Значи тоа ќе биде голема помош, 200 мегаватен капацитет. Исто така мазут треба да се обезбеди за грејење на топланите, затоа што гасот е неизвесен и е многу скап. Цената на грејењето произведена од мазут ќе биде 2,5 пати помала него од газ. Значи огромна предност има тука ценовна мазутот и тој треба да се набавува, односно да се полнат сите резервари, да кажем, од државата и да се обезбеди залиха за зимата, па дури и ако целосно не е искористена, таа нели ќе се искористи наредната година. Меѓутоа потребно е финансирање за да се обезбедат тие залихи. За јагленот има подобрување во однос на минатата година, има дополнителни договори, меѓутоа велам треба нели да има доволно да се по максимум можно сите блокови на Битола да работат и Осломеј. А во однос на техничкиот проблем, по мои информации, тоа е во тек на решавање и ќе се реши. Значи, од технолошки аспект очекуваме постројките да работат. Исто за мазутот сакав да додадам дека проблем е неговата набавка сега затоа што е регулирана цената. Многу често регулираната цена на мазутот не соодветствува на движењето на пазарот и трговците немаат интерес да го набавуваат. И се појавува ризик да набавите воопшто. И заради тоа едно од барањата наши е да се остави мазутот, како и гасот, да биде на отворениот пазар. Односно трговците слободно да тргуваат со мазутот за да се зголеми ликвидноста, односно да има понуди практично на пазарот на мазут. Така, уште сега е јасно дека еколозите оваа година ќе мора да бидат тивки и мирни, а ние граѓаните да се помириме со тоа дека ќе се загушиме во загаден воздух, бидејќи и во состојба кога ТЕЦ Неготино не функционираше и не се топеше односно не се гореше мазут, земјава е една од најзагадените во светот. Оваа година ќе немаме избор за да ги стоплиме домовите, ќе мораме да обезбедиме доволно струја, ќе мора да
трошиме мазут, нели? Да, но тоа така е во цела Европа. Сведоци сте, кажавте, во Европа каде се подготвуваат, некои од подготовките се и ревитализација на старите рудници на јаглен по цела Европа. Значи, тука е прашање на преживување на економијата, нели, и на стопанството и на граѓаните, и ваква ситуација имавме 2008-2009, кој имаше уште една гасна криза, па се користеше мазут. Значи, ќе мора да се издржи, мислам, цената е оправдана за целта која треба да се постигне. И уште од мерките за зголемување на производството, исто тука е и капацитетот ТЕТО. Ја директно доаѓам од тамо и тамо ги знам непосредно условите и ситуацијата. Значи, ТЕТО минатата грејна сезона сериозно помогна во надминување на грејната сезона. Само да кажам дека го грееше градот по цена на топлина 3 пати пониска од цената на гасот и испорачуваше електрична енергија за потребите на АДЛМ многу пониска од пазарната, со што оствари загуби од 37 милиони евра. Тоа е огромна цифра за една компанија, за една електрана само. Го понесавме товарот, издржавме, значи не се дозволи прекинување на грејењето, меѓутоа сега изгубивме ликвидност и не можеме да работиме. Немаме ликвидни средства и сега со цел да ја обновиме работата во летниот период, кога исто е потребна струја, таа струја произведена од ТЕТО пак завршува во македонската економија. Сега не работејќи ТЕТО, значи за 200 мегавати е пократко стопанството да може да си купи струја. И затоа сметаме дел од загубите треба да ни бидат вратени, значи за да се вратиме во живот. Да, а рековте 37 милиони евра загуба? Да. Поради тоа ТЕТО не може да функционира и да биде во функција во текот на целата година? Сега во моментов, во летово, значи немаме ликвидност и не можеме да обезбедиме ликвидни средства, да купиме горива, да ги плаќаме врските кон доверителите и да работиме. Дали граѓаните со право стравуваат дека може да останат, сега тука зборувам за пред се за жителите на Скопје, со студени радиатори оваа зима, со оглед на тоа што БЕК ја изгуби лиценцата, а еве сами кажувате од компанијата од која доаѓате, ево загуба голема сума 37 милиони евра и не е во можност да произведува струја и да понесе дополнителен товар и за грејење во престојната грејна сезона. Значи, да, БЕК ги изгуби лиценците заради финансиски причини, имено и таа пострада. Имаше 8 милиони евра загуба во првиот квартал, што е двојно поголема од целата акумулирана добивка за сите 10 години. Чисто за разбирање за каков шок се работеше и нема више финансиски можности да финансира исто набавка на гориво, тоа е најголемиот трошок. Меѓутоа, тоа си е во постапка, ќе се оди на тендер, ќе се најде друг носител на лиценци и добро е тоа што, како што споменав, топланите има технолошка можност за алтернативно гориво мазут и дури да дојде до прекин со снабдување на газ, кое што е реална можност, значи никој не исклучува, топланите ќе имаат можност да греат на алтернативно гориво, односно и тоа по цени далеку пониски од цените кои што ги обезбедува гасот, нели, за грејење, по која цена се купува гасот при грејењето. Има ли доволно време, каква е регулативата да се најде лиценциран оператор? Има во регулативата, таа е веќе во постапка, значи треба сега владата да објави тендер за нова заинтересирана компанија која мора да е моќна, значи ликвидна, односно со финансиска моќ да ги задоволи условите. И меѓутоа законот пишува најмногу до 90 дена, но тоа е максималниот рок, значи може тоа и побрзо да се направи. Се надзира која фирма би го презела тој ризик, на некој начин би рекол, со оглед на ваквата ситуација? Па не знам, немам јас такви информации која, тоа ќе биде отворен тендер, тие што ќе се појават заинтересираните страни. Во секој случај, реколте дека мора да биде моќна енергетска компанија. Моќна енергетска, меѓутоа во секој случај ќе мора да има поддршка сепак и од државата, баш заради ова што ви кажав, да набавите мазут наеднаш за цела грејна сезона по вакви цени сега што се регулативата за тарифи не ви овозможува такви добивки, односно таква ликвидност. Значи ќе мора тоа да се финансира и со помош на државата. Да, рековте дека тој енергенс кој би бил субститут за гасот би бил поевтин од гасот во моментот е така во оваа сезона. Како Македонија би го надоместила
прекинот на испораката на руски газ, на газ од Русија? Па токму така, со алтернативни горива. Морам да кажам дека не е премногу зависна од газ, освен тето и некои индустријски потрошачи, Македонија не троши многу газ. Доколку нема газ, нема да работи тето, а топланите ќе си работат како најголеми потрошувачи после тето на газ, пошто имаат можност да преминат на алтернативно гориво, а од индустријските капацитети, по мои информации, голем дел имаат исто можност да поминат на дизел, на ТНГ, на мазут, на течен нафтен газ. Така да не гледам тука некоја критична зависност од газот. Во ред рековте, делувате во изјавата смирувачки дека граѓаните нема веројатно да останат со студени радиатори, меѓутоа во услови кога Европската комисија препорачува на своите земји членки да не ги загреваат институциите над 19 степени во зима и да не ги ладат под 25 степени во лето, кога работат климите, што може да очекуваат македонските граѓани во такви услови, на пример кога ќе почне грејната сезона и кога ќе се најде тој нов оператор? Веројатно нема да бидат претопли домовите, ќе се штеди и ќе се оди до некоја температура од 19 степени, па ќе треба да се облекуваме потопло? Видете, на конзумна страна мора да се размислува за штедење. Значи времињата се поинакви, енергијата 10-кратно е поскапа отколку пред 2 години. И сега мора да се штеди, тоа е јасно, треба тоа и социјална одговорност. Кај нас минатата зима почна еден процес каде што се малце се намалија кривите на загревање до 20 на степени. Беа таргетите согласно регулативата, кај нас регулативата во моментот е 20 степени. И тоа е комотна температура за живење, меѓутоа да, навиките тешко се отклонуваат, односно имаше незадоволство кај граѓаните, посебно во јануар месец, иако температурите беа околу 20 во домовите. Меѓутоа се согласувам дека во време на вакви кризи, ако во Германија може да ги намалуваат до 19, кои што се многу финансиски помоќни од нас, имаат повеќе алтернативи енергетски, кај нас уште повеќе треба да се размислува и ја поддржувам, би ја поддржал таа мерка да се намалат температурите до 19 во домовите, затоа што едноставно мора да се штеди енергијата, а на 19 се функционира нормално, само треба по тренерки да седиме дома, нели? Не. Рековте дека во една од мерките барате владата да осигура со земјите од соседството дека не би имало прекин на испорака на електрична енергија од онаа глобална енергетска мрежа. Минатата година бевме сведоци кога Македонија во неколку наврати позајмуваше со оглед на тоа што немавме доволно домашно производство, односно во наводници кажано крадеше, па потоа плаќаше високи пенали. Односно висока цена плативме за тие количества на струја кои ги презедовме од таа мрежа. Што очекувате оваа година? Дали е можно таква согласност да се обезбеди со земјите од регионот дека некој ќе ни гарантира дека во услови кога домашните капацитети би потфрлиле, нема да дојде до мрак во Македонија и дека ќе можеме да земеме од Европската енергетска мрежа? Не, тука значи не се работи земање од Европската енергетска мрежа неовластено, како што се случуваше, тоа не е крадење, тоа е отстапување од номинација и за тоа си постојат пенали, тие отстапувања се многу скапи, подобро да ги купите, недостатокот, да го купите на отворениот пазар. И оваа мерка која што повикуваме е затоа што да остане пазарот отворен, значи да не се случи себично секоја земја да го затвора и да го штити својот пазар, односно својата енергетска сигурност, зашто тоа као домино може да направи проблем на сите. Посебно на тие што се најмногу увозно зависни. Сакам да кажам дека една од основните постулати на нашата енергетска стратегија која е примена се темели на принципот на солидарност кој што е втемелен значи во енергетската заедница и во Европската унија. И само бараме да се почитува тој принцип, односно да се функционира слободно пазарот, да не се прават заштитни мерки, нели себични, секој за себе, за да може да функционира нормално токот на енергиите. Не само тоа, не само на електрична страна, но и на гасна страна. Еве ние сме иницијатор подолго време да се ослободи значи пристапот за купување газ кон повеќе трговци, значи на македонско-бугарската граница, да се потпише интерконекцијски договор со Република Бугарија, да може да се пристапи на нивната берза за купување газ, а тоа ќе не доведе да можеме да пристапиме
LNG, до други пазари, значи да се диверсифицира можноста за купување и на електрична енергија и на енергенци. Меѓутоа, таа солидарност за која зборувате ја видовме токму во екот на пандемијата, кога многу земји си се затворија, и тоа земји членки на Европската унија. Веројатно би било за очекување и во услови кога не би можеле да се условно кажано да се затоплат домовите на собствените граѓани, дека секоја земја би се ограничила прво да го стори токму тоа, да се погрижи за собствените граѓани, а потоа да сподели и со соседството. И во таа смисла ве прашувам, можни ли се рестрикции на струја во предстојната зима? Значи, во најлош случај, доколку не се обезбеди доволно домашно производство и се затворат и границите, не функционира пазарот, се разбира дека е можно. Што би значило тоа? Враќање кон некои, еве сега, кога зборувам конкретно за мене, бледи сеќавања од раните 80-ти години, кога по неколку часови во текот на денот имаше прекин на испораката на струја во домовите, па седевме на свеки или? Така е, имаше, ги паметиме тие времења, тие што сме малце постара генерација, да, тоа е планирано, циркуларно исклучување на дел од потрошувачите во текот на 24 часа, по неколку часа. Можно е тоа, да. За тоа и велиме треба навреме да се обидеме да ги превземеме сите овие практични мерки за да се превенира тоа. Ако ги набавиме потребните количества на јаглен, на мазут и сите оние, односно поголемиот дел од точките за кои вие апелирате како Македонска енергетска асоциација, ќе се спречи недостиг на струја во Да, затоа што инсталиран капацитет има. Значи, прашањето е на енергенците. А како снага, како моќност, сите овие, ако ги соберете блокови на мазут, на јаглен, на газ, има капацитет да се задоволи домашната потрошувачка. Во случај на затварање на границите, како што рековте. Да. Добро, вие во дел од условите барате и да се промени дел од градежната регулатива, која овозможува поставување на фотоволтаични централи на покривите и забрзување на тие административни потешкоти во ситуација кога имаме инсталирани фотоволтаични електрани, но тие не функционираат бидејќи ЕВН не ги приклучува на мрежата. Да, една од мерките и тоа е единствениот наш собствен извор, да речем, на електрична енергија покрај јагленот. И во моментот по наши информации околу 40 до 45 мегавати фотоволтаици се изградени или во градба и апелираме да се поедноставнат процедурите, ако има административни бариери што е можно да се скратат, да се олеснат и да се обезбедат приклучување, затоа што сега ни треба масовно приклучување на фотоволтаици. Секој киловат во мрежата е помош за системот. И дополнително на страна на овие објекти кои што немаат градежни дозволи, иако ги исполнуваат сите услови, тоа се стопански објекти кои граделе на своје земјиште, согласно урбанистички планови, они не може да се инсталираат фотоволтаици затоа што има објективна пречка, се бара градежна дозвола за да инсталирате фотоволтаика. И тука апелираме да се олесни тие се објекти од класа Г, лесна незагадувачка индустрија, да им се олесни постапката за легализација на објектите, за да можат да пристапат кон инсталирање на фотоволтаици. Имате ли попрецизна информација колку македонски компании, индустријски гиганти и големи капацитети се доведени, нивната работа е доведена во прашање со оглед на енергетската криза? Во моментов, ако не се преземат подлабоки реформи, односно државата не интервенира како што треба? Како број немам, сите се засегнати, некои повеќе, некои помалце, некои веќе изгаснаа, еве како БЕК загина, нели? Има од тешката индустрија, сега ако порано металите обезбедува излезна цена да се затвори влезниот трошок, мислам и кај нив е веќе тоа нарушено, значи не може да си ги покријат трошоците. И проблемот е што големата индустрија практично без помош ја помина оваа криза. Имаше една мерка која што и помагаше, само една мерка, а тоа е производството од обновливите извори, кој што е сега поевтино. Таму е нормирана цената од 90 до 110 евра од фотоволтаиците. Во услови на криза беше сета таа енергија да оди во стопанството. И тоа беше олеснување за стопанството, зашто околу 15% од својата енергија обезбедува по цена двојно пониска од пазарот. Тогаш беше 200 евра струјата, а ја купуваат по 110. Меѓутоа сега владата па ја врати пак назад таа мерка и ја укина, односно врати состојба каде што производството од фотоволтаиците се дели рамноправно и на домаќинствата и на индустријата и практично
и големата индустрија и таа мерка изгуби, и таа е едно од барањето да се врати у услови на криза, барем таа помош, односно од фотоволтаиците, електричната енергија да завршува кај големото стопанство. Малото стопанство има друга форма на заштита, затоа што сите компании до 50 вработени по 2 милиони евра обрт годишно, тие добиваат регулирана цена која што е пониска од пазарната. Тие се во делот на регулираната цена. Само големото стопанство е потполно изложено на отворениот пазар. Имајќи предвид колку е тешка состојбата, се плашам да го поставам прашањето за цената на електричната енергија. За сега, односно до јануари, први во наредните 6 месеци нели ќе функционира според новиот тарифник, според новиот модел и стартуваше на 1 јули. Што ќе биде понатаму? Веројатно ќе има ново зголемување на цената, бидејќи како што рековте во текот на летните месеци цените на енергенсите се двојно повисоки од екот на минатата грејна сезона. Што би се очекувало на зима, може само да се претпоставува. Пазарот не може никој да го предвиди. Ви кажувам, еве за некои 2 недели, 3 пораст на цената за 25% сега на берзите. Значи тоа е огромни скокови и тоа може само да се превенира со домашно производство, односно каде што може производната цена да ја менаџирате. Тоа е највише од јаглен и среќа и увозниот јаглен е многу поевтин, да речеме, од да купувате струја. Значи енергенците да ги купувате, јагленот и мазутот во моментот е мерка за ограничување на растот на цените, а се разбира и штедењето, мора да се вратам пак на тоа. Мора и да се штеди. Во услови кога, како што велат од Стопанската комора, во септември ќе се сретнат сите три кризи на едно место, здравствената, енергетската и економската, веројатно излишно би било да прашувам за вториот клучен приоритет на државата, а тоа е зауздување на инфлацијата, односно ставање на инфлацијата под контрола. Веројатно нема да може да се фокусираме на тоа во предстојниот период со оглед на тоа што ќе треба прво да набавиме енергенси за да се загрееме. Па и тоа е дел од антиинфлационите мерки. За тоа што ако ги менаџирате енергетските проблеми и не дозволите премногу зголемување на цените, тоа исто влие на инфлацијата. Електричната енергија влегува во секој продукт и во секоја услуга што ја користиме. Господин Кочовски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма и за исцрпните одговори. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме со редовните содржини на утринската програма на Телма.